Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. На почеток насловите. Во Лондон ставен параф на договорот влада со влада. Одлична можност за целата држава да се развива. Власта ветува транспарентност. Опозицијата обвинува за раст на долгот. Јавниот долг ќе надмине сериозен процент. Ке дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме. 29 пациенти примиле несоодветна, 16 непотребна терапија. За случајот онкологија обвинети тројца онколози и двајца екс-директори. Дел од лековите фиктивно ги раздолжувал, односно не ги аплицирал на пациентите. Кон средината на јуни, обвинение за трагедијата во Пулс. За 10 дена и треба да заврши истрагата. СДСМ повторно го поднесе законот за поддршка на настраданите во Кочани. За власта, обид за политизација. Изборот на нов гувернер на 3 јуни. Опозицијата нема да даде поддршка за Славески. Во Лондон ставен параф на договорот влада со влада, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство, со кој што на земјава и се ставаат на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни и капитални проекти. Стратешкото партнерство со Обединетото кралство ќе ја доведе Македонија до едно ново ниво, изјави вице-премиерот Александар Николовски. Деталите од Сандра Спасовска. Во Лондон, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британскиот министер за услуги, мали бизнис и извоз во Министерството за бизнис и трговија Герет Томас ставија подпис на договорот влада со влада, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Со подпишувањето на земјава и се ставаат на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни и капитални проекти, пари кои ќе се користат само за проектно финансирање. Николовски уште еднаш повтори, станува збор за историски договор кој на земјава ќе и донесе развој. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Она што е уште поважно за нас е дека ќе го искористиме искуството, но и најдобрата експертиза од британската јавна администрација, како и британскиот бизнис сектор, со што нашата администрација и нашиот бизнис сектор ќе дојдат до едно сосема ново ниво. Според британскиот министер, овој меѓувладин договор е значаен чекор напред во идната трговија меѓу двете земји. Вели, инфраструктурните инвестиции се клучни за поголем економски раст и подобар живот на граѓаните, а токму тоа е, како што рече, нивна заедничка цел. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Меѓувладиниот договор ќе поддржи испорака на клучни проекти. Со парите според планот ќе се градат двата колосеци на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип, болницата во Кичево, како и реновирање на болницата во Тетово. Од 6 милиарди евра за овие проекти на владата првично и се потребни 2,2 милиарди евра. Од она што досега е познато е дека средствата не мора да се искористат во целост, но според најавите во следниот период ќе се работи и на нови проекти во енергетиката, животната средина. По подпишувањето на договорот во Лондон, тој ќе треба да биде ратификуван во Македонското собрание, а да помене и на влада во Британија. Откако ќе се заврши тој процес според најавите, ќе треба да почнат и официјалните разговори во однос на начините на финансирање и начините на реализација на проектите. Николовски се надева дека летово ќе имаме веќе договори, а на есен земјава ќе почне и со работа на терен. Договорот ќе оди во собранието пред пратениците, каже и премиерот Мицкоски, кој е дециден дека ништо нема да се носи на нетранспарентен начин. Тој од Джелино денеска повтори дека договорот за стратешко партнерство со Британија не предвидува бегалски кампови и дека таа тема е затворена. Лидерот на СДСМ Филип Чепак ја прозва власта дека е нетранспарентна околу овој договор и обвини дека ја води државата во амбис.
Секој новороденче во следните 25 години, непосредно по раѓањето, ќе должи 6.000 евра. Тоа ќе значи, ако кумулативно се земат сите суми, јавниот долг ќе надмине сериозен процент од бруто домашниот производ, дури 115%. Дополнително на тоа, ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во 4 очи. Ќе бидат британски фирми, таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки, ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Ке дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Дел од тој проект е изградба на пруга, која што ќе ги поврзе Табановци со Гевгелија, реконструкција и модернизација на истата, завршување на клиничкиот центар во Штип, заедно со зграда за медицински факултет и студентски дом, изградба на болницата во Кичево заедно со здравствен дом и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. И тука не застануваме, бидејќи се уште имаме најмалку уште 60% од рамката која што ни е на располагање. Така што на ваков начин се гради државата. Бизнисот го очекува повратот на солидарниот данок. Комората очекува бенефит за македонските фирми со британскиот заем. Ќе бидеме задоволни нашите компании да добијат работа. Обвинителството поднесе обвинение поврзано со скандалот со биолошката терапија на онкологија. Обвинети се двајца екс-директори и уште тројца лекари-онколози за злоупотреби со скапата терапија и тешки дела против здравјето на луѓето. Сања Трајковска-Ставров ги има деталите. Паднаа обвиненија за скандалот онкологија. Обвинителството во две поединачни постапки ќе ги гони екс-директорите Нино Васев и Нехат Нухи и уште тројца онколози за финансиски измени, но и тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување на болни. Васев е прво обвинет во двете постапки, па обвинителството го товари оти прибавувал имотна корист, применувал неподобен начин на лекување со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Откако со свој подпис ќе го препишал и одобрал лекот, дел од лековите фиктивно ги раздолжувал, односно не ги аплицирал на пациентите во чие име овие лекови биле требувани, па така постои разлика помеѓу евидентирана требована количина за пациент и раздолжена количина за пациенти во износ од околу 2 милиони денари. Ова е констатирано кај 9 пациенти. Станува збор за вијали и таблети од вкупно 9 лека, и тоа Херцептин, Авастин, Ербитукс, Фулвестрант, Тразимера, Кацајла, Оксалиплатин, Зелборав и така натаму, за кои прибавил противправна имотна корист од најмалку 13 милиони денари. Обвинителството со вештачање од експерти од Србија и Словенија кои ја чешнале медицинската документација утврдило дека неподобно се лекувале 30 онколошки пациенти, кај дел од нив не се давале соодветни дози. Тешко го нарушил здравјето на пациентите. Во дел од случаите, ова му било возможено од вториот обвинет, кој му ставил на располагање свој факсимил, со кој одобрувал и препишувал терапија и свое корисничко име и лозинка со кој таа терапија раздолжувал во ХИС системот на јавната здравствена установа. Кај 29 пациенти од вештачењето кое е изработено во Словенија е утврдено несоодветно давање на терапија. Од обвинителството велат дека и врз основа на медицинските истории е утврдено дека се давале терапии со лекови од новите генерации, дури и кога било многу очигледно дека пациентите од таквиот лек воопшто нема да имаат корист. Инаку истрагата за скандалот онкологија беше отворена пред повеќе од една година. Истрагата за пожарот во Кочани, како што потврди јавниот обвинител Коцевски, се очекува да заврши за 10 дена, но не ја исклучува можноста од нејзино проширување доколку се појават нови докази. До сега испрашани се над 300 сведоци. Деталите од Михајло Видимлиски.
За 10 дена треба да заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, вели државниот обвинител Љупчо Коцевски. Предметот е во сензитивна фаза. Се прибираат докази и досега се сослушани над 300 сведоци. Иако истрагата се води против 59 осомничени, Коцевски не ја исклучува можноста да се прошири. Се надеваме за 10 дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има убит од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. И во моментот се распрашуваат и вчера и денески секој ден одредени сведоци, осомничени, се прибираат докази, доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови действија, истражата ќе се прошири без разлика дали во ова или понатаму. И додека се очекува обвинение за трагедијата во која на 16 март загинаа 62, над 200 беа повредени, опозицијската СДСМ во собранието повторно овој пат во редовна постапка го достави предлог законот за поддршка и рехабилитација на настраданите и очекуваат поддршка од сите партии. Со него се предвидува надомест од 80.000 евра за семејствата на починатите и да се одреди сума за повредените во зависност од степенот на инвалидитет. Сакаме да испратиме јасна порака дека ова не е политички закон, туку ова е човечки закон. Ги слушнавме забелешките на парламентарното мнозинство, дека треба да има поголема прецизност, дека треба подобра проценка на фискалните импликации, дека се потребни одредени технички корекции на законското решение. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН вела дека нема да влегуваат во политизација на трагедијата во Кочани и дека владата веднаш дала поддршка за сите засегнати. Оливер Спасовски да поднесе ваков закон е исто како Зоран Заев да поднесе закон за враќање на името или како Венко Филипче да поднесе закон за одговорност на модуларните клиники. Зошто Венко Филипче кога беше министер не превзема одговорност за трагедиите кои што се случија на оваа држава во тие моменти? Ние нема да водиме политика на овие случаи. Премиерот Христијан Мицкоски пак денеска изјави дека се сретнал со најголем дел од родителите на загинатите во пожарот и ќе продолжи да им се помага на семејствата. Немам дилема дека треба да градиме добри односи со соседите, вклучително и со Бугарија, но не прифаќаме ултиматуми, одговори премиерот Мицкоски во пресрет на утрешната посета на Скопје на шефицата на европската дипломатија Каја Калас, која пак порачува да се искористи моментумот за проширување. Јован Ѓорговски. Подготвени сме да градиме доверба со соседите, вклучително и со Бугарија, но нема да дозволиме ултиматуми, одговори премиерот Мицкоски прашан каков став ќе заземе на средбата со високата представничка на Унијата Каја Калас, која доаѓа утре во Македонија. Изрази надеж дека ќе се изнеде некакво решение во спорот со Бугарија и дека Унијата ќе најде механизми за земјава да го добие заслуженото место. Упати и критика кон поранешниот шеф на дипломатијата Бујар Османи, за кој кажа дека земјава од предводник во евроинтегративните процеси, според него, ја довел до ситуација да не може да почне преговори со Унијата. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. И никогаш нема да се дозволам да преговарам за нешто кое што знам дека представува огромен проблем и фрустрација за македонските граѓани. За жал, тоа го правеше еден министер во минатото, преговараше за мојот македонски идентитет. И направи грешка. И ако мисли дека тоа ќе го заборавиме, се лаже. Ние ќе бараме начин, ќе градиме доверба. И ќе го решиме ова. Дали оваа генерација или некоја следна ќе го реши. Калас во Македонија доаѓа од Белград, каде по средбите со српскиот државен врв истакна дека целта на незината посета на регионот е да се реафирмира поддршката на Унијата за земјите од Западен Балкан. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work towards. Посетата на Калас доаѓа една недела по таа на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, а целта, како што беше посочено, е да се покаже посветеноста на Унијата кон регионот и поддршката на евроинтегративните перспективи на земјите. Во Скопје, според најавите, Калас има набиена агенда.
Покрај средбата и заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски закажана напладне, со шефот на дипломатијата Муцунски ќе го отворат првиот диалог за безбедност и одбрана меѓу Европската унија и Македонија, а во придружба на министерот за одбрана Мисајловски ќе ја посети и постојаната Балканска медицинска работна група. На 3 јуни собранието ќе гласа за предлогот на Силјановска-Давкова за новиот гувернер. Од СДСМ се против професорот Трајко Славевски, за кого велат е теснопартиско решение, на што од власта реплицираат дека во 2004-та председател на партија станал гувернер. Ивана Стојановска. За предлогот на председателката Силјановска-Давкова, Трајко Славевски да биде нов гувернер на Народната банка, пратениците ќе треба да се изјаснат на 3 јуни, односно на првата наредна пленарна седница, која доаѓа по редовните пратенички прашања. За да биде избран, Славевски ќе треба да добие поддршка од најмалку 61 пратеник. Неговиот избор се очекува да помине глатко во парламентот, повеќе известната поддршка од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, која ја најави премиерот Мицкоски. Тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Од пратеничката група на СДСМ очекувано најавија дека нема да дадат поддршка за предложениот гувернер Трајко Славевски, поради тоа што предлогот бил теснопартиски, а не независен експерт кој ќе треба да раководи со најважната финансиска институција во државата. Од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка. Тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате. Тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата е голема минимална плата и така натаму. Не може ништо добро да донесе ниту за системот, ниту за државата. Поранешниот министер за финансии и актуелен председавач со Советот на град Скопје, Трајко Славевски, ја доби поддршката од шефицата на државата за иден гувернер, а во потесниот избор беа и екс-министерот Зоран Ставревски и актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска. Од председателскиот кабинет истакнаа дека при именувањето Силјановска-Давкова се водела од стручноста, компетентноста, дигнитетот и интегритетот на кандидатот. Мандатот на гувернерот трае 7 години. До изборот на новиот гувернер со најважната финансиска институција ќе управува актуелната гувернерка Бежовска, чиј мандат истече вчера, но законски може да ја извршува функцијата уште 60 дена. Во Македонија, аутизмот доцна се диагностицира, велат експерти. На децата со попреченост не им е потребна само лекарска помош. Клучно е поддршката на родителите. Бизнисот не сака да се одолговлекува со повратот на солидарниот данок. Комората истовремено очекува македонските компании да имаат сериозен удел во проектите поврзани со британскиот заем. Маја Стојановска. Подобрување на релациите меѓу јавниот и приватниот сектор, враќањето на солидарниот данок, царинскиот закон за тарифи, како и владиниот договор за заем од Велика Британија, беа тема на разговор на денешната средба на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески. Тој кажа дека на средбата се разговарало за преговорите околу рокот во кој државата треба да им го врати солидарниот данок на компаниите, додека Кочовска информираше дека од 1 јули започнува првото намалување на повеќе од 70 царински броеви за 50%. 50% помеѓу она што значи стапка во Европската унија и повисоката стапка кај нас, значи на 2 пати ќе ги намалуваме тарифите додека да ги усогласиме со ЕУ. Првото намалување за 50% ќе почне од 1 јули 2025 година. Ние ги дадовме тие пари во 15 дена, а сега треба да ги се ги повратиме во рок од 5 години. Најдовме заеднички јазик да го скратиме тој рок. Најдовме заеднички јазик да најдеме методологија со која што ќе пребиваме дел од опрските, али основата е дека Министерството ќе разговара со секој субјект поединачно. Во однос на заемот од Велика Британија, Азески очекува дека македонските компании ќе учествуваат со 70% од инфраструктурните проекти, додека Кочовска објасни дека парите ќе се повлекуваат преку проектно финансирање, односно прво ќе биде потребно да се изработи проект за да се добие понуда. Ние не очекуваме да се направат чуда и да имаме повеќе компании од реално што постојат, така да ќе бидеме задоволни
нашите компании да добијат работа, а дали ќе била 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат, да го изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. Како ќе стануваат зрели проектите, така ќе може да дискутираме за нивна реализација. Како ќе повлекуваме средства? Ќе повлекуваме откако ќе видиме дека 1 километар од таа железница се направил. Тогаш ќе повлекуваме средства за да или ќе ги влечеме кредитите и тогаш ќе имаме евиденции во јавниот долг, што впрочем е стандардна процедура повеќе од 30 години во држава. На средбата беа присутни представници од компаниите членки и од управувачката структура на комората. Меѓу другото се разговарало и за отворање на нови работни места во државата, зголемување на животниот стандард, на извозот и на инвестицијските активности. Просечната нето плата во март изнесувала 44.763 денари и во однос на истиот месец лани е повисока за 10,5%, соопшти Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите образование за 15,8%, рударство и вадење камен за 14,1% и административни и помошни услужни дејности за 12,5%. Просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во март 2025 изнесува 67.240 денари. Осомничени 13 лица, меѓу нив 7 полицајци за злоупотреби со нелегален престој на странски државјани. Детали од Јордан Цветановски. Осомничени 13 лица, меѓу нив и 7 полициски службеници, кои на турски државјани за пари им давали дозволи за студентски престој. Полицијата денеска уапси 11, а по 2 други лица се уште се трага. Според обвинителството, од јануари до април годинава, осомничените им овозможили на 5 странски државјани незаконски да го проложат престојот во земјава. Осомничените физички лица за определена награда посредували и превземале действија со цел турските државјани, чиј рок за одобрен престој заради студирање им бил истечен, да се стекнат со дозвола за одобрен привремен престој во Република Македонија. Имајќи предвид дека незаконскиот престој согласно одредбите од Законот за странци е прекршок, за кој е предвидена прекршочна санкција, глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност, осомничените го оштетиле буџетот на Република Македонија. Велат од обвинителството. Од МВР соопштија дека акцијата за разбивање на мрежата за нелегален престој на странски државјани била спроведена на 8 локации во Скопје. Кај децата. Дополнителен проблем за децата со попреченост не е само недоволната грижа на општеството, нетолеранцијата на соучениците, туку и едукацијата на родителите. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Нискиот додаток од 7.000 денари и немањето поддршка за родителите чии деца имаат попреченост се најголемите предизвици со кои се соочуваат семејствата на деца со аутизам. Ирина Лозана, мајка на 16-годишниот Кан, кому му била диагностицирана оваа состојба уште во раното детство, вели дека на овие деца најмногу може да им помогнат родителите, но само ако се доволно едуцирани. По 45-минутниот час со дефектолог, децата се враќаат во домовите, каде што неретко има мачна атмосфера на неприфаќање на ситуацијата, вели Лозана. Надвор од тоа што ние имаме логопеди, дефектолози кои што секако се од многу голема помош, но не можеме да се ослониме само на нив. Тоа се 45 минути на еден, 45 минути на друг и потоа се враќаме ние повторно дома со таа тага или со тоа одбивање или со незнање како да се справиме со детето, со неговите сензорни поинаквости. Така да клучно е поддршката на родителите, кое што во нашата држава ја нема, не постои. Кан образованието го започнал во училиште за деца со типичен развој, но веќе следната година родителите го префрлиле во училиште за деца со посебни потреби. Лозана вели дека првото одделение, наместо убави спомени, им донело горчина поради неприфаќањето и нетолеранцијата на соучениците, а образовните асистенти ги издвојува како светла точка во целиот образовен процес. Кан денеска знае да свири и на пијано. Просто не турна типичното училиште и некој настани што се случи, да отидеме во посебно. Тоа беше за мене само многу добра, да речам, добар потек.
Јас лично го видов како добар потек, затоа што целата травма што ние ја заработивме во прво одделение, кога ќе отидеш во посебно е многу поинаку, значи многу посвесно, нормално се тоа дефектолози, логопеди. Поразително е што во Македонија аутизмот се диагностицира многу доцна, односно најчесто дури во 4-та година од животот, за разлика од некои земји каде што аутизмот е диагностициран уште во 1-та година. Друга слаба страна е и немањето на регистар на деца, кај кој е диагностициран аутизмот, смета професор Владимир Трајковски. Запад веќе и во 1-та година диагностицираат, кај нас тоа малку доцни, но би требало веќе до 3-та година детето да биде диагностицирано. Има мал напредок од 2000 до денес, се разбира, заради нашето влијание. Порано сум добил случаи на 8 години деца со класичен аутистичен спектар, а не се диагностицирани. Македонското научно здружение за аутизам одбележа 25 годишен јубилеј со изложба на цртежи на 10 годишната Јана Иванова, дете со аутизам. Тука финишираме со вестите. Договорот со Британија како и инфраструктурните проекти ќе бидат главна тема во вечерашното само интервју на екс-вице-премиерот Фатмир Битичи. Гоце Михајловски со вас за кратко тука на Канал 5. Пријатна вечер.